Медиумската писменост, тема која што станува се популарна и поактуелна, на која што се трошат многу проекти, на која што се трошат многу минути на медиумите, оние кои што најмногу треба да се грижат за тоа дали има медиумска писменост или не. Генерално медиумите, како што велам, меѓутоа и многу други треба да се занимаваат со ова прашање, бидејќи уште како е важно, многу повеќе од тоа што е само размислување дали се новинарите медиумски писмени, дали јавноста е медиумски писмена, тема која што не е доволно истражена и со која што јавноста не е доволно запозната. Токму затоа, ова е една од емисиите кои што треба да придонесе за подобри состојби во ова област, за граѓаните, јавноста, да имаат повеќе сознанија и знаења за тоа што е медиумска писменост и како може да се зголеми незиното ниво, која е незината вредност, зашто сега толку многу се говори. Инаку морам да кажам дека ова емисија која што ја следите на телевизија Стар практично е дел од проектот Интернет Суперхерои кој го спроведува регионалниот центар за застапување Делчево во партнерство со телевизија Стар во рамките на проектот финансиран од Европската унија со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност Критинг, спроведуван од фондацијата Метаморфозис и Евротинк, Центар за европски стратегии. Во оваа емисија ќе говориме на темата со наши гости кои што уште како се релевантни за оваа тема и тоа со мој колега новинар и со универзитетски професор. Со мене во студиото на телевизија Стар на темата медиумска писменост ќе разговараме со професор доктор Страшко Стојановски од правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев, поточно од катедрата по новинарство, и со магистар Игор Стојанов, кој што е магистар на медиуми и комуникации, а истовремено главен и одговорен уредник на Универзитетското радио УГД ФМ, и се разбира со повеќе досегашни негови статии, со негови колумни, и се има изразено и има изнесено својот став по ова прашање, кое што очигледно дека не губи на актуелност, односно допрва ќе дојува. Здраво за обајцата, добре дојдовте во оваа емисија. Се надевам дека ќе успееме да низ дебата да проговориме за оваа актуелна тема. Ќе започнеме со професорот Стојановски. Професоре, што мислите вие, зошто на вакво ниво се издига темата за медиумска писменост? Еве од ваш аспект, бидејќи вие работите со идни новинари, катедрата за новинарство на правниот факултет. Добро вечер, благодарам на поканата и се разбира на можноста да учествуваме во една ваква активност која што е дел од еден поширок проект кој што го работат во рамките на регионот. Кога зборуваме за медиумската писменост, најпрво би сакал да кажам дека моите гледишта не одразуваат само катедрата за новинарство, кај што имаме одредени предмети кои што ги покриваме, односно наставни курикулуми. Туку пред се имам поширок поглед кој што се однесува на некакви општествени интеракции кои што се поврзуваат со можноста на граѓаните да бидат вклучени во рамките на некаква јавна дебата или јавна дискусија. Вклучително се разбира тука нели и медиумите се оние кои што се примарно засегнати, односно меинстрим медиумите или телевизиите и радијата, оние традиционални медиуми, но се разбира и тука се оние пред 10 години би кажале, би рекле алтернативни медиуми, денеска веќе го превземаат приматот на медиумскиот простор, тоа се онлайн медиумите или медиумите кои што го заземаат интернет просторот. Медиумската писменост е важна, можеби поради тоа што е потребно да се развие доволно критичко мислење, особено во делот на политичките дебати кои што се креираат интензивно, би рекол, последните 6-7 години. Претходно имавме период на мала стагнација, ако зборуваме за националниот контекст, односно националниот простор на Република Македонија. Медиумите се важни затоа што го креираат де факто јавното мислење, не се веќе само сервис кој што пренесува информации, затоа што информацијата примерно можеме да ја добиеме и алтернативно, туку се пред се креатори на јавното мислење. И многу е важно како тоа јавно мислење влие понатаму врз инклузивноста на би рекол севкупно на граѓаните во рамките на медиумскиот простор, меѓутоа и севкупно во рамките на некаква општествена интеракција. Велите креираат јавно мислење, дали во денешната состојба на медиумите ги следите како професор кој што работи со идни новинари, со студенти, со млади луѓе, независно дали се на новинарство или на правниот факултет, дали сметате дека на медиумите
вакви какви што се во моментот во држава последните 5-6 години па и повеќе, им одговара да има што е можно повеќе медиумски писмена публика или ми одговара луѓе кои што баш и не ги занима да се медиумски писмени публика? Ведете, сум работел и имам пишувано неколку трудови досега баш на оваа тематика или проширена тематика која што се однесува на медиумскиот простор и инклузијата, односно интеракцијата на граѓаните во рамките на креирањето на тоа критичко мислење. И пред се би тргнало од еден поголем наратив, а тоа е тенденцијата за таблоидизација на медиумите. Може би оваа тенденција настанува како резултат на желбата на политичките фактори да влијаат врз креирањето на јавното мислење, како еден мега наратив, но може би и поради ширењето, односно достапноста на вестите преку алтернативните медиуми, би реков во наводници алтернативни медиуми, затоа што рековме дека тие веќе го превземаат медиумскиот простор и полека стануваат доминантни, тоа се интернет медиумите, кај што може да се пласираат многу информации, при тоа дел од тие информации не се филтрирани, не се медиумски креирани, а тие информации имаат своји консументи, односно имаат своја јавност на која што би можеле да бидат адресирани. Значи, од тука во овој сегмент медиумската писменост е важна во делот на создавање на некакви предуслови кај што можеме да ја надминеме таблоидизацијата која што е тренд и полека од интернет медиумите се префрла, би рекол, кон мејнстрим медиумите. Од тој аспект можеме да видиме или да забележиме дека дури и познати светски куќи или светски медиумски одредени медиумски куќи кои што промовираат одредено знаење, полека инклинираат кон таа таблоидизација, односно пласирање на вести кои што се лесно примливи за публиката. И од тука филтерот, односно професионализацијата на медиумите, односно медиумските работници, пред се тука се нели новинарите засегнати, меѓутоа не и само тие, може да влие врз сегментирањето на веста, односно десеминацијата на веста од едно повисоко ниво на професионализација кој што сме можеле да го видиме во минатото, кај што мејнстрим медиумите биле монопол, кон таблоидизација, односно пласирање на што е можно полесни вести, а се тоа е водено од комерцијализацијата на медиумскиот простор, односно едноставна нужност за поголема гледаност на самите вести кои што се пласираат преку медиумите. Така, е сега од аспект на новинар Игор Стојанов, но и на човек кој што директно е вклучен во многу од дебати поврзани со оваа проблематика. Пред да преминеме конкретно на она, дали има некоја јасна слика во држава што е тоа медиумска писменост, затоа што имаме впечаток дека уште лутаме во тој поглед, некако дефиниција, тука да ја знаеме суштината. Пред тоа само мислење кратко за ова што го прашав професорот. Дали на медиумите им одговара медиумски писмена публика во моментот, вакви какви што се? Апсолутно. Дали посакуваат? Да, апсолутно им одговара, меѓутоа не знам дали посакуваат, можеби не се до ниво свесни дека медиумски писмена публика е важна за сите. И предпоставувам дека има медиуми кои што сакаат да имаат публика кои што е медиумски писмена, особено оние кои што работат по професионално. Меѓутоа ние ќе се осврнам на она што првично го начнавте за медиумската писменост. Ние сега кога зборуваме за она што во теорија се нарекува news literacy. Значи писменост во областа на вестите. Кога станува збор за медиумска писменост, тоа е едно многу пошироко поле. Значи не станува збор само за да ги препознаеме ние лажните од нелажните вести. И вие ако имате предвид дека теоретски и според истражувања највлијателен медиум во светот по формат е филмот, тогаш ќе знаете за што станува збор кога зборуваме за медиумска писменост, заради тоа што медиумската писменост опфаќа многу аспекти, а заради тоа што уште од мали, да речеме, со професорот зборувавме пред емисијата дека зошто е потребна или не потребна медиумска писменост. Ние прво треба да разграничиме прашањето зошто е потребно писменост воопшто. Зошто треба ние да научиме да читаме, што е писменост? Писменост е да научите да читате и да пишувате. Сега, што е медиумска писменост? Медиумска писменост е да научите да ги читате медиумите и да пишувате за медиумите, односно да создавате медиумска содржина. Затоа е потребно заради тоа што писмото кое што го учиме ние од мали, буквите и така натаму за да бидеме писмени, тие букви веќе нам ги не веќе, туку од секогаш ни ги пренесуваат преку некаков медиум. Дали и сега зборуваме во модерен контекст, тоа не е само ТВ, радио и весник, тука се
ја ќе споменав тука и ги запишав како концепти овие модерни, значи мемињата, како модерен концепт на медиум, кој што младите ги шеруваат, ги споделуваат, меѓутоа можеби не ги разбираат. Виралните видео содржини кои што се појавуваат на социјалните медиуми, самите социјални медиуми, видеоигрите кои што се исто така медиум за кој што младите треба да разберат како функционира. И едно нешто што треба да се знае кога станува збор за медиумската писменост е тоа дека штом има медиум, некој го креира тоа. Некој креира содржина. Штом некој креира содржина, има причина зошто ја креира таа содржина. Тоа е медиумската писменост. Да научиме зошто некој сака да креира било каква содржина. Зошто некој сака да креира филм. Зошто некој сака да го креира Медена земја. Што е целата идеја на филмот? Што е целата позадина на филмот? Дали ние можеме да создадеме граѓани кои што ќе знаат да ја прочитат пораката на авторот, на креаторот на содржината. Тоа е првиот стадиум, да речем, на медиумската писменост, а веднаш со тоа рака под рака оди и создавањето на медиумски содржини, затоа што секоја текстуална порака е создавање на медиумска содржина, секој телефонски повик е создавање на медиумска содржина, иако нели на многу помала група, секој статус на Facebook, на Twitter, секоја објавена слика, сето тоа е креирање на медиумска содржина. И тука мислам дека исто така треба многу да се зафатиме со работа, заради тоа што при создавањето на едни такви медиумски содржини треба да се има предвид дека мора да бидеме многу одговорни. Сега, значи ли тоа дека во суштина сум во право кога велам дека се уште сме во матно, што би се рекло, при дефинирањето на медиумската писменост и зошто кај нас уште се издигнува на ниво, најмногу се говори за медиумите, овие традиционални, па и алтернативните интернет медиуми, а не се размислува за филмот, не се размислува за дека медиум е практично и социјалните мрежи и слично. Дали ние уште не можеме да тргнеме од нула практично? Заради тоа што таму ни е најголема болката и заради тоа што претпоставам дека ние сме кусогледи. Ако генерално како нација сме кусогледи, ние гледаме до следните избори, гледаме до следната плата, и не гледаме малку долгорочно. Медиумите, овие традиционалните или ньюс медиумите, оние кои што се занимаваат со вести, имаат краткотрајно влијание. Значи, веста може да влие од денеска до, да речем, ако е вест во низа, може да влие еден месец да има влијание, да направи турбуленции, афера, оставки и така натаму. Филм, како концепт, уметничко дело, како концепт или да речем, вирално видео, може да направи долготрајно и далекосежно влијание во многу подолг период. Имате вие култни филмови кои што промениле генерации и генерации на луѓе, кои што им го промениле светогледот, им го промениле начинот на размислување, им промениле се и имаат многу долготрајно влијание. Сега ние сакаме да победиме на избори, да не зборуваат лошо во вестите и затоа се уште ние сме задржуваме на ова што го нарекувам и што во теорија се нарекува news literacy, се не знам како да го преведа на македонски, писменост во вести. Ето така не. Најмногу тоа го подразбираме. Во тој сегмент се фокусираме заради претпоставувам, заради тоа што таму ни е болката и заради тоа што сега со појавата на интернет просторот многу се појавија лажни вести и така натаму, кои што директно влијаат на политичарите, кои што кај нас политичарите го диктираат дискурсот јавен и сега ќе зборуваме најмногу за тоа. Професор, има ли можности за размислување во академската фела ако веќе вака се поставуваат работите, бидејќи на новинарство веќе практично стана банално да се учат само 5 основни новинарски прашања, туку очигледно дека треба многу воведување на нови ниво студиските програми воопшто, не само на новинарство, туку воопшто во студиските програми, ако размислуваме дека медиумската писменост е поширока од само новинарството и медиумите овие традиционални што ги велиме, па и алтернативните што биле некогаш. Колку високото образование и воопшто образованието треба да се вклучи во оваа борба за медиумска писменост, за издигнување на повисоко ниво на медиумска писменост кај граѓаните? Ако ние сме загубена генерација повозрастните, младите не би ги дефинирал работите така. Значи секое време си носи свое бреме или секој период си носи своји придобивки и своји можеби негативности. Јас најпрво би сакал да се сложам со сето она што го изнесе Игор. Значи во тој сегмент, особено на интернет просторот, ние можеме да кумулираме, да консумираме, односно се извинувам, секакви содржини. И тие содржини де факто имаат влијание. Дали е тоа
некаков лайк, дали е тоа некаква слика, символика, дали е тоа филм или документарец, или меме обично. Или меме обично. Значи сето тоа може да влијае врз креирање на јавното мислење. Меѓутоа, кога зборуваме за медиумската писменост, јас сепак истата ја гледам двострано. Значи, не ја гледам само од аспект на публиката, која што е можеби консумент, но сега веќе и креатор, последните 10-15 години како се развива тој интернет простор, туку пред се ја гледам двонасочно од аспект на комуникацијата помеѓу професионалците, односно новинарите кои што професионално работат, дали се тоа интернет портали или мас медиуми, традиционални медиуми, кои што веќе не се изолирани во рамките на презентирањето на веста, туку преку онлайн медиумите, секоја нели вест, секоја поголема телевизија си има и своја интернет страница, веќе се подложни на некаква критика и некаква комуникација со јавноста, без разлика дали таа директна или индиректна комуникација. Од тој аспект, медиумската писменост не ја гледам толку како онтолошко прашање, односно прашање што е суштината на веста, дали таа вест е вистинита или невистинита, или што е есенцијата на веста, туку ја гледам како гносеолошко прашање. И од тука добро го покренавте прашањето за креирање на некакви наставни курикулуми кои што јас не би ги врзал толку директно, иако на медиумски студии или ако имаме насочено образование, дури во средното образование можеме да зборуваме за вакви наставни курикулуми, не ја гледам толку директно, туку ја гледам повеќе индиректно од аспект на креација на критичко мислење кај младите генерации уште од најмали години. Значи уште од прво деление кога влегуваат во тој образовен систем, младите треба да се стимулираат критички да размислуваат. И тие самите треба да знаат да ја филтрираат веста. Значи не е работата дали за една вест ќе направиме дебата и ќе утврдиме дали е таа лажна или вистинита, туку целта е самиот гледач или самиот консумент или граѓанството, ако зборуваме пошироко, да изгради критичко мислење и самите тие да доаѓаат до релевантни заклучоци кои што се базираат на објективни факти. Знаете зашто е невозможно да работите со медиумите денеска, вие тоа што спомнувате? Денеска е невозможно да се работи со медиумите затоа што се создаваат наместо масовни медиуми има сега микромедиуми. Значи медиум кој што си има само своја публика. Да речеме јас, на пример, сум сабскрајбер на YouTube на некој на 20-тројца јутубери од Америка. Вие како ќе работите сега со нив? Со тие јутубери? Јас сум им публика на нив. И сега они создаваат микромедиум, односно создаваат мала публика од некои 300-400 илјади прегледи, што не е малку за светски рамки е малку, за Македонија не е малку. Создаваат 300-400 илјади прегледи на видеа, кои што јас морам да бидам обучен од оваа страна да ги прецепирам, а не тој кој што е создава пораката. Значи, затоа вие ако сакате да работите во едно општество, мора да работите со оние што ги консумираат медиумски содржини, наместо со оние што ги креираат. Затоа велам од тој аспект дека е многу тешко да изберете вие со кој медиуми денес ќе работите, затоа што имате дури во Македонија овие кои се вика влогери кои што имаат повеќе гледаност од политички емисии. Млади деца. Да, дојдоа деца во Штип да промовираат нешто во некои книжари. Идоли на младите. Како се викаше овој влогер имаше еден ги има, не знам, да, не ми текнува. GP, да. GP има по стотици илјади прегледи има на YouTube, значи тоа е веќе, тоа си е мал медиум, микромедиум си направил детето и сега треба тие што го гледаат, тие стотини илјади прегледи, нив да им ја внесете во себе самата писменост како да го перцепираат. Од друга страна во контекст на образованието, кај нас е потребна многу клучна реформа, особено во овој аспект, заради тоа што тука мислам дека ќе идеме на отпори кај самите креатори на образовните политики, заради тоа што кај нас мора да се смени целосно парадигмата. Не само кај нас, туку и во светски рамки доаѓа времето кога се менува целосно парадигмата, заради тоа што потребно е децата да се учат на прашања, а не на одговори. Ние денес ги учиме децата на одговорите. Ние ги поставаме прашањата, они ги знаат одговорите. Треба да биде да се смени комплетно обратно целиот систем. Децата да поставуваат прашања, младите луѓе да поставуваат прашања. Кога тие ќе поставуваат прашања, кога ќе се решат во една дебата тие прашања, кога ќе се дојде до вистината или до размена на идеи, тогаш ќе може да се знае, тогаш ќе може да зборуваме дека се крира критичко мислење. Или да не им ги сервисираме, се извинувам, да не им ги сервисираме ние одговорите да им даваме, туку тие самите да доаѓаат до одговори. Преку прашања, да. Преку прашањата кои што ќе ги поставуваат, нели се разбира. И сега во тој дел, во рамките на тезите кои што Игор ги постави,
Јас би го нашол и одговорот за тоа двонасочно влијание за кое што јас пласирам теза. Тезата е дека преку создавањето можеби на микромедиуми или на алтернативни медиуми на интернет просторот, де факто опаѓа гледаноста на мејнстрим медиумите. И можеби главниот проблем е тука. Меѓутоа, тоа опаѓање на гледаноста на мејнстрим медиумите, особено во делот на политичката сфера кај што се креира јавното мислење, Тоа ги засега политичарите повеќе. Повеќе политичарите, Да меѓутоа нив им е јавното криво мислење што не можат преку еден медиум и да... јавното мислење затоа што преку политичката акција ние креираме критичка мисла, а преку таа критичка мисла ние креираме амбиент за носење на одлуки. Одлуките пак се однесуваат на сите граѓани, ме разбирате, во тој сегмент. И сега, како опаѓа гледаноста, како се зголемува гледаноста на интернет просторот, ми се чини, или тоа е некаков мој впечаток, дека мејнстрим медиумите се чувствуваат загрозено. И од тука гледам, дури да не кажам и помодарство некакво, последните 2-3 години се креираат многу вакви типови на проекти, кои што може би имаат некаква макроцел да ја вратат гледаноста на мејнстрим медиумите. Што е за мене интересно, Тоа е веќе теорија на заговор. Тоа е теорија на заговор, ама за мене е тоа и теорија на некаква илузија. Но во ситуацијава има една друга теорија која што ми произлегува од она што го кажа Игор, а станува збор за тоа дека влогери, интернет простор, секој има пристап на интернет просторот, може да направи влијание огромно и некој кој што апсолутно можеби не се занимава со тоа колку е медиумски писмен, на кого се обраќа и се. Знаеме дека голема популарност еден влогер кој што го следи Игор, кој што подарува, прави огромни пари, подарува на луѓе во Соединетите американски држави, подароци, тоа хуманитарец е голем. Ниту има образование, да речеме, некакво, не му е ни потребно. И влогерите кај нас може се да излезе од контрола многу лесно во таква ситуација. Апсолутно. Таму важна е пораката која што ја праќаат. Да. Ако подарува, тука зборуваме за некаква порака која што не, јас реков, бидејќи нели никош не можете да имате контрола на тоа интернет што се простор случува. не, Дали тоа не. значи дека можеби практично темата медиумска писменост практично се наметна со се поголемото влијание на интернет просторот во медиумите како медиум, не само овие мејнстрим медиуми, туку воопшто како медиум интернет просторот. И неможноста за негова контрола, условно речено. Апсолутно. Медиумската писменост почна, мислам, до некаде заврши работа и за доброто новинарство, или кога се појавија лоши, негативни вести, односно лажни вести, луѓето ја увидува потребата и на светско ниво, не зборувам само за Македонија, ја увидува потребата дека е потребно медиумски писмена публика заради тоа што сега веќе секој има достап и секој може да каже се на интернет и претпоставам дека од таму произлегува таа потреба луѓето малку да се едуцираат. Некако мене зборот ми е малку проблематичен. И луѓето кога ќе кажат дека е потребна медиумска писменост, као што ја не писмен ли сум. Самата зборот писменост. Да, и сега не е ништо страшно да затоа средината кон тоа што го говори професор Стојановски, критичко размислување. Да, можеби може да се смени малку терминот за чисто за да не се да нема таков негативен призвук во тој контекст и заради тоа мислам дека и наоѓаме ние на отпор генерално дека немаме потреба да ги едуцираме, ние луѓето знаат, писмени се и така натаму, меѓутоа во секој случај медиумот како концепт, особено интернет просторот, е нешто што е ново и како технологија и како формат и е многу масовно и е потребно на сите генерации што од најмали се среќаваат со тој медиум и претпоставам дека заради тоа е потребно да имаат чисто увид што и како функционира. Да не се сватиме дека ги поедноставувам премногу работите. Меѓутоа, да направиме една споредба со нешто што ни се случува деновиве и актуелно и не знам колку е поврзано, ајде ќе ми помогнете вие доколку мислите дека може да биде поврзано. Интернет просторот, сформирањето, изразувањето преку интернет просторот и неговата злоупотреба поради можеби медиумска неписменост. Деновиве е актуелна јавна соба и тоа е една социјална мрежа Телеграм, така се викаше, ми се чини таа руската социјална мрежа со седиште во Велика Британија, каде што некои луѓе започнале некаква јавна соба со идеја да разменуваат одредени информации. Тоа е влијание. Да, и отиде во сосема друга насока на злоупотреба на фотографии, на нарушување на приватност. Колку е поврзано тоа што не сме, ајде пак нели многу е лошо, меѓутоа не сме толку медиумски писмени и не знаеме да ги употребуваме социјалните медиуми на вистинскиот начин, колку придонесува пак за во таква крајност да одат работите на интернет.
Еве, дали можеме да го поврземе појавата на една таква ситуација како јавна соба со медиумската неписменост, да речеме? Да, тука има повеќе аспекти, не е само медиумската писменост, тука е воопшто незнаењето на луѓето во однос на неколку кривични дела кои што ги прават. Например, тука имате вие, не знам, плејада од 5-6, може и професорот може повеќе да каже, неколку кривични дела кои што луѓето ги прават со самиот тој ангажман во тој интернет простор. Во таа јавна соба кој што е нарекува, и тоа е уште еден доказ можеби дека навистина е потребно да се едуцираат од повеќе аспекти луѓето, и тоа е само показател колку потфрлува нашето образование во секој аспект. Значи, вие да не знаете дека е казниво да споделувате порнографски содржини од малолетници јавно, стварно треба да си ставите прст на глава и да сватите дека има некои правила по кои што не можете да ги пречекорувате, и независно дали е на интернет. И друг аспект кој што особено тука е важен да се спомене, луѓето мислат дека се анонимни на интернет. На интернет ништо не е анонимно. Сите тие 7000 луѓе се знаат точно кои се. Сите 7000 луѓе во јавна соба можат дома да им дојдат. Значи, навистина тука е една огромна замка, меѓутоа јас уште кога почнав да читам и да истражувам нешто што е поврзано со социјални мрежи и интернет, мислев дека луѓето го научија тоа, дека на интернет нема анонимност. Имаше една изрека, вели, анонимноста и приватноста се мртви и социјалните мрежи го држат пиштол што чади. Значи, тие се тие кои што ја убија и приватноста и анонимноста, и веќе е многу тешко човек да биде анонимен, особено на интернет. Професор, ако вака ги поставиме работите пошироко од, нели, вие рековте алтернативни беа интернет просторот, беше алтернативен медиум до пред 5, 6, 10 години, сега практично е, можеби без него не можат ниту мејнстрим медиумите, морат сите да имаат и своји веб страни, мора да имаат профили на социјалните мрежи, апсолутно на сите. Која е улогата на интернет просторот во ваква ситуација и социјалните мрежи? Дали може да биде позитивна во ситуација за зголемување на нивото на медиумска писменост и да придонесување за критичко размислување? Апсолутно, значи како што имаме содржини кои што го дерогираат, би рекол, тој интернет простор или системот на пласирање на информации, вие имате и можност да пласирате релевантни информации кои што ќе дојдат до поголема публика. Значи, тоа е медиум, односно можност вие да пласирате информации до соодветна публика. На тој начин вие можете да го користите интернет просторот и во насока на деструктивност, би рекол, дури и креирање на простор во кој што може да се создадат кривични дела. Ние сме имале и дипломска работа, имавме сега пролета, за мрачниот веб, нешто што воопшто ние не го дискутираме, не ни знаеме дека постои. Меѓутоа, многумина се свесни и го користат. Дури има поголема активност на овој интернет простор, би рекол, некаков простор на мрежување, отколку на јавниот простор кој што можеме да следиме информации. Значи, од тој аспект ја гледам на процесот како на неповратен процес. Мејнстрим медиумите по својата природа ќе имаат секогаш одредено влијание, меѓутоа тие мора да бидат адаптибилни и да се прилагодуваат на состојбата на ситуацијата, од тука и тие и се ориентираат кон интернет просторот. Меѓутоа мора да зборуваме и за општествена одговорност, кај што креаторите на јавното мислење, тука не мислам само на новинарите. Значи сите оние кои што се на јавната сцена или јавни личности треба да влијаат во насока на креирање на поволен амбиент кај што можеме ние да добиваме релевантни информации, односно тие информации кои што се пласираат, а тоа е морални информации, да може консументот релевантно да ги сегментира, односно да ги консумира. Сега, ако говориме мејнстрим медиуми постојано, тие се споменуваат како едни од најповиканите да работат на темата медиумска писменост, така некако на прв поглед делува. Меѓутоа, кои се сите други институции, тела релевантни за оваа област? Се споменува второ образованието, веќе сите го споменуваат образованието. Можноста за евентуално воведување во формалното образование. Кои се повикани да работат на темата медиумска писменост, и тоа вака како што Игор ја веќе постави многу пошироко отколку само медиумите, новинарите што известуваат, и дали ќе препознаат луѓето дали нешто е лажна вест, што е секако проблем, ама очигледно дека е многу поширок проблем.
Според мене целиот образовен процес, значи има две форми на медиумско образование. Едната форма е да се воведе по неколку лекции, да кажем, во другите предмети. Значи, кога станува збор за, ако учат уметност, дел од ликовната уметност, за тој дел на филмот, да речеме, или сликата, фотографија, како дел од медиумска писменост, во македонски јазик, да речем, предметот да се воведе во делот на пишување, пишани медиуми, и сега да не ги набројувам. Тоа е едната форма. Другата форма е да се воведе како посебен предмет, и сега некои држави имаат адаптирано едниот, некој другиот начин на воведување на медиумска писменост, меѓутоа во секој случај, како и да се направи, важно е да се инкорпорира во образовниот процес, и мислам дека тука најповикани се оние кои што се креатори на политиките за образование во оваа држава, и претпоставувам дека универзитетите, како исто така клучна алка, зборувавме на еден форум на кој што и сме членови за воведување на медиумска писменост, ние како универзитетско радио, зборувавме на еден форум во владата дека ако се направи концептот да се воведе како посебен предмет, ние ќе се соочиме со тоа дека нема професори. Значи, во Македонија вие не може да најдете професор кој што би го предал предметот медиумска писменост, тоа е првата работа, и втората работа е нема соодветна литература, која што, значи, тоа е еден процес кој што тешко би се инкорпорирал како посебен предмет, барем тешко би се инкорпорирал во, ако гледаме на кратки стази или во брз рок. Најбргу што би можело е тоа да се инкорпорира во некои делови од предметите, во делови од курикулуми во самите предмети, и стана збор дали е потребно во високото образование или не, во делови на нивното образование. Јас лично сметам дека особено е важно за професии и општествените науки кои што на некој начин се студираат со медиумите или се преклопуваат во тој дел, дека е потребно и тука да се внесат делови од предмети кои што би се однесувале на медиумска писменост и критичко мислење, што според мене е едно те исто. Воопшто, значи, во ова што го спомена Игор, е вклучена и владата и други институции, универзитетите од држава, да. Но навистина, сосема јасно и навистина, човек на прв поглед, јас помислив, да, добре, супер, ќе се воведе предмети, ќе биде добро. И кога, не знам кој беше представник на тој форум, кажа, чекајте професори, и веднаш ми станува јасно дека не е баш така едноставно. Значи, вие влегувате, сега влегуваме во технички прашања, кои што за мене не се суштински. Суштината е... Ама може да направат пречка, нели? Може да направат, меѓутоа тоа е решливо. Тоа не гледам како суштински проблем на тоа. Може би треба малку време, меѓутоа тоа е решливо. Суштината е како да развиеме критичка мисла кај младите генерации. Тоа го имат постигнато државите. Не верувам дека го имаме постигнато. Не ние. Почнувајќи некои држави. Па некои држави можеби се понапредни од други држави. Сега зависно имаме различни образовни системи. Меѓутоа, почнувајќи од почетокот на 19-тиот век, кога е воспоставен концептот на масовно образование, тој познат без Берт Ланкестеров метод, кај што вие можете да пласирате информација и да креирате одредено мислење, односно таа екс катедра начин на предавање, кај што вие ја пласирате тезата или ја браните самата теза кај масовна публика на студенти, а другите пасивно слушаат, ние имаме суштински проблем во овој сегмент. Вие треба младите да ги инволвирате во наставните курикулуми. Значи, уште од најрана возраст. Апсолутно се согласувам дека на универзитетско ниво е зрела состојбата за воведување дури на посебни вакви предмети, иако во рамките на наставните курикулуми кои што ги имаме, сегментирано се обработуваат тематики кои што се поврзани со медиумска писменост, дали е во рамките на јавно мислење, јавност и јавно мислење, дали е во рамките на, не знам, истражувачко новинарство или други курикулуми или предмети кои што се однесуваат на новите, би рекол, не толку веќе алтернативни медиуми, нели зборувавме претходно. Значи, во тој сегмент или можеби во средните насочени образованија може дури таму да се внесе некаков нов курикулум, меѓутоа не гледам дека постои нужност или потреба да се обременуваат учениците од најрана возраст со посебни предмети кои што се поврзани со медиумска писменост. Тоа е некаков нуспродукт на некаква проектна активност која што последните неколку години се одвива во рамките на медиумите алтернативни или невладиниот сектор исто така работи многу вакви проекти,
Меѓутоа, де факто ние мораме да го зајакнеме критичкото мислење кај младите генерации. Може би тоа е едно те исто, само гледано од различни аспекти. А критичкото мислење постојат и денеска постојат курикулуми кај што може да се развива. Пак прашањето е гносеолошко, не е онтолошко. Начинот на кој што ние ќе ги инволвираме учениците или студентите во рамките на ваквите програми кај што она што го посочи Игор, тие ќе поставуваат прашања и самите ќе доаѓаат до одговорите, при тоа знаејќи како да дисеминираат информации или да селектираат информации. Каде се разминуваме? Каде е проблемот ако веќе има начин, а го немаме уште тоа критичко мислење? Значи, нешто не практикуваме како што треба би испаднало. Проблемот е можеби делумно кај наставниците, затоа што добар дел од наставниот кадар не е адаптибилен, не би сакал да повлекувам сега возрастни бариери тука, меѓутоа не е адаптибилен на новите технологии и начинот на добивање на информации, или тој, не би рекол еволутивен, затоа што премногу брзо се одвива тој процес, тоа е повеќе револуција, некаква техничко-технолошка или информацијска револуција која што се случува, а која што е проектирана теоретски уште со постмодерната 70-тите, 80-тите. Хабермас, например, за тоа нели зборува. Значи, начинот на презентирање на тие информации и можеби не треба само да се ограничиме на политички науки, кај што би се вовеле вакви предмети, или во курикулумите на новинарство, клучни се тука наставните курикулуми кои што се однесуваат на факултетите за образование, односно педагошките факултети. Затоа што таму се креира кадар кој што ќе работи утре со децата. Ако вие имате таму традиционална поставеност и создавате еден тип на наставник последните 30-40 години со минимална еволуција во пристапот, тогаш ние имаме де факто голем проблем. Зборуваме за финскиот систем, например, образовен и македонскиот, меѓутоа ние сме далеку од тој фински систем затоа што немаме изградено систем на одговорности, како тие информации, односно таа одговорност понатаму ќе се разменува, односно ќе се алоцира помеѓу наставникот и студентот. Значи тука треба да имаме партнерски однос и во делот на пласирање на информации невозможно е, апсолутно се согласувам, невозможно е да се направи бариера на интернет просторот кај што ќе се запрат протокот на информација, освен ако немаме некаков тоталитарен режим или силна цензура, туку потребно е да изградиме генерации кои што критички ќе ги обсервираат тие информации и ќе може да доносат релевантни закони. Значи, джабе обидите, и има такви обиди за регулација на интернет просторот, што е едноставно неможно. Да, технички е неизводливо. Технички неизводливо, и очигледно дека интернет просторот е широк и многу голема можност за сите. Да, единствено во делот ние што немаме регулација на интернет просторот, кој што јас би сакал да видам таква регулација, е во светски рамки имате регулација во делот на авторски права, значи забрането е торент и тоа кај нас што го има, значи да не можете да симнувате филмови, и регулација во делот на порнографските содржини, значи тие два сегменти мора да има тело, меѓутоа тоа е лесно спроведливо заради тоа што тука оние кои што ќе го регулираат интернет просторот не ја ценат содржината. Значи тука нема простор да ја ценат дали содржината е добра или лоша. Ако е порнографија, го цензурирам. Ако не го цензурирам. И во овој друг сегмент. Ако има авторски права, може. Ако нема авторски права, не може. Толку. Значи таму тие два сегменти мора кај нас да се во тој дел да се развие интернетот, тука да се сведе регулацијата ако има потреба од било каква регулација, тој дел мора да се регулира. Во однос на тоа квалитативно да се мери пораката која што се поставува на интернет, тоа веќе навлегуваме во доза на цензура и во доза на нешто што би му дале преголема моќ на одредено тело ако треба да регулира нешто што ние го кажуваме на интернет. Од тој аспект очигледно дека веќе го насетувам одговорот на моето следно прашање, односно медиумите долго време се говори, посебно со појавата на социјалните медиуми и медиумите емитуваат преку интернет сите. Во новинарската фела се говори за потребата од регулација, саморегулација, контрола, некои одредени тела нешто да контролираат. Сосема јасно рековме дека интернетот тешко се контролира. Од аспект на медиумската писменост и критичкото мислење, што е подобрата варијанта? Дали некои тела да нешто да регулираат или да се вложува во она што велите вие систем кој што ќе продуцира кадри, лица, личности кои што ќе критички размислуваат и луѓе кои што учествуваат во подготовка на такви кадри, професори, пред сега што рековте, наставници. Би рекол и двете со тоа што пак ќе морам да се согласам тука со Игор, значи во сегментот на
некаква хиперрегулација или преголема регулација на интернет просторот, ние де факто ќе навлеземе во цензура, односно загрозување на слободата на изразување. Мора да внимаваме, значи за одредени содржини тоа алгоритамски се решава, Да. може едноставно системот да препознава и да блокира. Дори не е потребна и некаква посебна регулација тука, едноставно минимално законски го ограничуваат и понатаму системот си го регулира. Меѓутоа што правиме со торенти, прокси сервери, се сеќавам и тоа беше пред 10 години, во Грац на една дебата и се постои ова прашање и нели во Турција имавме, не знам се уште дали е така, блокиран YouTube. Не знам дали е. И ова прашање го поставиле, да. ова го поставиле на премиерот. Тогашен премиер Ердоган, тој рекол, па јас се логирам преку прокси сервери, вие можете тоа да го правите. Значи, не е ограничено, меѓутоа де факто постои такво ограничување. Ако навлеземе кон регулација на содржините кои што се пласираат, ние де факто, значи тоа го прави државата од озгора, ние де факто ние влегуваме во цензура. Најдобар е моделот кај што регулативните тела сепак ги водат стручни лица и тука мислам дека ЗНМ или други здруженија на новинари кои што тоа го прават, на добар начин го прават, сепак тоа треба да го задржат внатре во фелата и да не дозволат политиката да стави рака на овој простор. Затоа што потоа границата едноставно е флуидна и не постои и можеме само да зборуваме за се поголема регулација која што може да ја загрози слободата на изразување. Она што досега го кажавме, има уште некои 5 минути од емисијата, она што досега го кажавме за мене покажува дека ние уште многу треба да работиме на самото дефинирање и граѓаните да знаат што е медиумска писменост, што се сака да се каже со се во ова, бидејќи широк е поимот, да не го сваќаат дека е само дали тоа што Тони како новинар ќе го каже да го сватат точно како што треба, или Игор како новинар, или изјава на професорот да ја сватат точно како што треба, да не дозволат со нив да се манипулира, значи многу пошироко. Токму затоа би сакал на крајот низ нешто што Игор го зачна како пошироко гледање на медиумската писменост. И филмот е медиум, и едно видео на YouTube е медиум, и книгата е медиум. Ајде да говориме за оно што е недобрата приказна во последно време за Македонија, медена земја. Дали тоа што се случува околу медена земја, околу коментарите за тоа, околу се што ни се случува, околу можноста да добие Оскар, околу тоа дали требало Атиџе, дали сме дале добра слика за Македонија, дека била ваква за останати и така натаму. Дали ова е еден пример на медиумска неписменост, би рекол јас. Да го прокоментираме медиумската писменост низ ова успешна македонска приказна сега. Да, луѓето кога немаат познавање за одредени работи, обично ги прифаќаат нештото на прва топка, односно како интуитивно ќе им дојде. И како се чувствуваат во врска со филмот или како се чувствуваат во врска со одредена фотографија која што некој постил на интернет, така реагираат, односно реагираат со своите емоции наместо со својот разум кој што многу често може да даде подобри резултати во самата реакција. И претпоставувам дека ако мислите на оние критики кои што ги имаше кон филмот, тие се понекогаш се и добри, меѓутоа нели лошо е, лошо. Не е лошо, слободна земја ова. Прашањето е од кого доаѓаат. И ние кога ги примаме тие критики, и тоа значи впрочем критичко размислување. Кога вие критички размислувате, важно е тој што ќе каже нешто за медена земја и што вие ќе го прочитате, важно е прво да си помислите кој го кажува тоа. Дали е тоа некој индивидуалец, уметник, филмаџија или некоја компанија, дали некој престижен весник за филм и така натаму. Втора работа е што треба да си го поставите како прашање зошто некој го кажува тоа. Која му е целта? Дали има некаква цел, дали му е целта да ме информира? Ова може да се однесува и на сите други примери на апсолутно, да, на сите други примери и на медиуми, на фотографија, на на било што. Значи која му е целта? Со која цел сака да ме информира, да ме забавува, да ме изнервира? Што му е поентата? Потоа за кого е насочена оваа порака? Можеби вие воопшто не сте цел на таа порака. Можеби пораката наменета за деца, можеби пораката наменета за негови пријатели, ако е на Facebook. Кои техники се користени, дали во она што некој го зборува за филмот, кога зборуваме за кои техники се користени, значи мора да размислите дали тој го подкрепил тоа со некакви статистички податоци, дали го подкрепил со некаква изјава од некој релевантен човек, дали го подкрепил со фотографија, документ, било што. Значи дали нешто употребил во самата таа порака која што ја пласира до вас, дали употребил нешто што вие можете да го земете здраво за готово наспроти само неговото мислење. Што од деталите е испуштено, значи исто и ова е многу важно, дали се земени во предвид сите аспекти на конкретно за филмот, дали се испитани
повеќе луѓе, дали се прашани некои други или она што во новинарството го викаме од два извори на информации или три извори на информации. И третата работа која што јас и во една колумна го пишував, што предизвикува, каква емоција предизвикува кај мене. Многу е важно, особено во политичкиот дискурс, да ни стане јасно дека оние кои што сакаат нешто да предизвикаат кај вас, одат на емоции. Балкан. Да, ова е Балкан, така. И не само Балканот, секаде во светот, луѓето, особено политичарите, удираат на емоции и многу е важно дека да сватите дали кај вас предизвикува некоја емоција. Обично оние кои што сакаат да дојдат на власт, да кажам, или сакаат да предизвикаат нешто, удираат на емоциите на страв, предизвикуваат страв кај вас, дека ако оваа власт остане готова, ќе се распаде државата и така натаму. И обратно, оние кои што се на власт ве убедуваат дека се е розово и дека никош подобро не би било. И тоа е многу важно како последен аспект, какви емоции предизвикува оваа информација кај мене и дали треба да ги предизвикува тие емоции или не. За мене едноставно тоа е да речем водич некој за Така, ова е за повеќе примери. Професоре, пред вие да го кажете вашето мислење за ова што нели за медена земја, јас го земав како пример бидејќи да кажеме може дека да се аплицира било каде. Да, но еве за мене за медена земја доказ за медиумска неписменост наша воопшто не само неписменост, доказ за тоа дека не сакаме да ги сватиме работите како што треба, како може да се постави работата, таму ли ќе не представуваат нас како некаква заостаната земја, не сваќаат, некои луѓе не сваќаат дека филмот е направен за нешто друго, не да прикажа дека во Македонија се такви условите. Првен легитимно е секој да има свое мислење. Точно. Апсолутно, дури и да греши во тоа мислење, сепак е тоа можеби е субјективен одраз на моето мислење дека јас лоцирам дека тој направил грешка. Апсолутно секој има. Околу филмот. Филмот е извонреден уметнички израз, значи прекрасно нешто што е креирано, можеби после пред дождот. Сме имали и други филмови, меѓутоа најголемиот успех де факто кој што можеме да го видиме и така од овој аспект јас не би можел да ја коментирам содржината. Апсолутно јас сум некомпетентен во тој дел, може да зборувам јас за моите индивидуални чувства, проекциите кои што ги имам, кои што се меѓутоа вие така размислувате, професоре, но има многумина кои што не би требало, а си дозволат. Дали не е зошто не од она што го имаме како зошто не би требало? Зошто не би требало? Значи секој треба, важно е само како ќе го перцепирате тој што треба. Меѓутоа не знам, навлеговме сега во негативни коментари, а јас за волја на вистината и не видов многу негативни коментари. Можеби делокругот на интернет не сакав да кажам негативни коментари, туку предоминантно се позитивни коментарите за филмот и апсолутно мислам дека имаат подршка целата екипа која што го направи филмот и ова е извонреден успех. Ето ова зборува за она што споменав како микромедиуми. Мене ми се случи, ќе кажам еден пример, мислам дека го кажував на едно место. Јас не се соочил со такво. Ете, гледаш, значи тој сосема различно ги прима целосно медиумот, сосема различно го прима од некој друг. Имаше еден случај со еден мој пријател, вика, ќе одиш ли на трката, не знам каде, трка, во Прилеп. Викам, која трка? Како не знаеш, па цел Фејсбук збори за тоа. Викам, не, твојот Фејсбук збори, мојот не збори за тоа. Тоа се ехо коморите. Да, тоа се информационите комори. Можеме да отвориме и друга дебата. Друга тема, меѓутоа сега да кажам последните избори во САД, например, еден од клучните фактори зошто Доналд Трамп победи и се токму тие ехо комори кои што се создаваа. Но добро, за некоја друга. Го гледаме она што сакаме да го гледаме. За некоја друга емисија ќе остане ова дилема и оние теми кои што се отвараат во секој случај, мислам дека можеме да заклучиме од она што го кажавме досега дека дефинитивно треба темата медиумска писменост да ја гледаме не само во медиумите и околу медиумите, овие традиционални, туку многу повеќе и надвор од нив. Апсолутно, треба да се развива критичко мислење. Критичко мислење, значи а тоа е едното исто. Едното исто, зависно. Сега зборуваме за медиум, зборуваме за некаков модел кој што ќе ја трансферира информацијата, меѓутоа и етерот е медиум. На крајот од денот, значи ние кога седиме и пиеме кафе и комуницираме, ние пак пласираме некаква информација преку некаков медиум. Да. Ви благодарам, професор доктор Страшко Стојановски од Правниот факултет, катедра за новинарство, магистер Игор Стојанов, главен одговорен уредник на Универзитетското радио, за учеството во ова издание на интернет Херои. Се сака со ова емисија и со серијата која што ги следува веројатно да се даде малку повеќе светлина, се надевам дадовме малку повеќе светлина, барем како за почеток. Јас би рекол отворивме повеќе прашања, но така е најдобро. Мора да се отвараат прашања, да се одговара на нив и да се бара одговор. Благодарам уште еднаш. Благодарам.
Тоа беше се во емисијата која што е во рамките на проектот Интернет Херои на регионалниот центар за застапување од Делчево во соработка со телевизија Стар. Во рамки на проектот финансиран од Европската унија со критичко мислење до граѓани со медиумска писменост Критинг спроведувана од фондацијата Метаморфозис и Евротинк Центар за европски стратегии. До некое следно издание на оваа тема се гледаме веројатно со одговори на прашањата кои што ги зачнавме оваа вечер.